Откако Франција кажа категорично не за датумот за почеток на преговори со Република Северна Македонија, страстите се раздвижија. Пораката е јасна, средете се прво дома со реформите, па напролет или за неколку месеци повторно ќе се навратиме на ова прашање. Што тоа значи во политичка смисла, особено во етнополитичка смисла, што тоа може да значи за иднината на оваа држава? Во студиото разговарам со претседателот на Алијансата за албанците, господинот Зијадин Села. Добро дојдовте. Благодарам за поканата. Може ли да се бара некаква политичка одговорност во Зоран Заев и Али Ахмети за ова пропуштена шанса? Иако да речеме комесарот Еврохан вели, направивте се што требаше да направите, пропустот е кај нас. Добро, сега, изјавите на дипломатите од Европската Унија нормално дека се дипломатски изјави, нели? И каде друго треба да се бара одговорност, него на владата. А владата го сочинуваат господинот Заев и Дуи и Али Ахмети, нели? Во извештајот на Европската Унија, ако го гледаме за 2019 година, постоја таму неколку показатели што треба да се направат. Реформи во правосудниот систем и така натаму. Ние се обидуваме да правиме реформи кој е блокиран, а од друга страна тоа значи дека со тој закон за јавното обвинителство ќе престане да важи законот за специјално обвинителство. Се формира едно специјално тело во време на криза, која имаше за задача да ги заврши сите предмети, кои беа предмет на нелегалните прислушкувања, нели? На бомбите, да. На бомбите, така наречените бомби, и резултатот е никаков. Единствениот што е осуден со правосилна одлука за тоа е бившиот премиер, кој не е на затвор денеска, него е во Маđарска, во Унгарија, нели? Од друга страна, тука во извештајот пишуваат и некои други работи. Ево, например, од 27 април 2017 година во сите извештаи стои дека треба целосно да се расчисти случајот околу 27 април. А што се случи? Амнестија на тие што беа одговорни, кои отвораа врата и така натаму. Од друга страна, имате до ден денеска лежи во затвор човекот кој ми има спасено мене во 27 април. И тоа политички, тоа е само политички, за да нели прават притисок кон мене во тоа време за да ние не напуштаме владата. Не беше тоа проблем, требаше тоа да се случи со господинот Фета Али, нели. Друга страна, во извештајот стои со така дека треба да се расветли Маđар Телеком. До кај сме? Сведокот, главниот сведок за случајот Маđар Телеком, знаеме дека пред некое време патуваше и до Соединетите Американски држави за да биде во рочиштето кое се држеше во врска со Маđар Телеком. И го знаеме исходот на тоа рочиште таму. А сега не може да стигне од Скопје до судот за да оде таму и да сведочи, нели? Од друга страна, го имаме човекот кој ги води евроинтеграциите во владата на Заев. Човек кој е осуден, осомничен, нели, за случајот пациент, нели. И не може сега преку пациенти и таква коалиција и такво однесување политичко сега да покажеш пред Европската Унија дека правиш реформи, кои се, ако и во хартија не се направени како што треба, нели, него Европската Унија бара конкретно. Таа папирологија треба да служи за нешто. Не гледаме ние да одговара никој од челниците на ДУИ, нели беа тие дел од бившиот режим. Бившиот режим имаше две компоненти. Тоа беше ВМРО-ДПМН и Демократската Унија за интеграција, ДУИ, нели? А не гледаме некој нивен функционер да одговара. Што значи тоа сега? Дали тоа е вистина дека нема корупција внатре во ДУИ? Тоа не е така, нели? И мислам дека целата таа одговорност тука треба да се бара. Затоа е одговорна владата. Јас му имам кажано и на господинот Заев, неговата изјава дека не треба да одиме на предвремени парламентарни избори кога беа претседателските избори, нели заедно. Да, во пакет. Така, бидејќи нели ќе има самит на Европската Унија за датум за преговори. Мислам дека се додека дуе во некаква комбинација на власт тој ден и датумот за преговори за граѓаните на Северна Македонија ќе биде уште подалеку. Затоа треба избори, нели?
И мислам дека веќе е дојдено време и во албанското општество тука да дојде демократија. Не заборавајте дека 18 години дел од власта е дуј. Како ќе се одразева, да речеме, ова конкретно со датумот врз граѓаните албанци? Како ќе го прифатат тоа? Како ќе го гледаат? Ваше размислување? Не само граѓаните албанци, јас имав и пресконференција пред да дојдам тука. И тоа, главната поента ми беше дека граѓаните сите се разочарани. Нели? Сите граѓани на Северна Македонија веруваат во Европска унија. Веруваат во една унија каде што постои демократија, каде што има поголем право на израз, нели? Поголемо право на слобода, повеќе правдина и институции кои делат правда, а и не се политизирани, нели? И во тој поглед и албанската заедница, па и македонската, па и сите други заедници се разочарани. Од друга страна, мислам дека се и уплашени, бидејќи обично луѓето се плашат од непознатото. За нас Европска унија е све, како што беше и НАТО, нели? Има ли политичка фигура во албанскиот блок која што би му била, да речеме, пандан на Али Ахмети во политичка тежина, заради тоа што сепак во собранието најмногу пратеници во албанскиот кампус има сепак од ДУИ во постојната констелација? Не дај Боже да биде некој пандан на Али Ахмети, нели? А како политичка тежина, како поддршка, ако мислите, Да, на поддршка. тогаш во тој случај да, постои. Алијансата за албанците му конкурира и тоа го покажуваат и сондажите кои се прават, анкетите, нели? Ние сме во поголемиот дел и анкетите кои ние ги правиме, ние сме над ДУИ преку анкетите. Дојдено е време веќе да се случуваат промени и тоа е здраво за демократијата и за општеството. Само преку промена на власта може да се врати надежда, која многу ни е потребна кај младите граѓани на оваа држава кои немајќи надеж и живеејќи во едно статус кво, веќе 18 години, си барат чаре во земите на Европската унија, нели? И затоа да постои. Албанците се спремни за право на вистината. ДУИ го имат изгубена поддршката на албанскиот електорат и 2016. Значи, поголемиот дел од албанците гласаа против ДУИ, ама не се случи, пак тие беа првата политичка партија, а тоа беше и нивна цел, и нивна стратегија. И ден денеска ДУИ работи на формирање повеќе албански политички партии, за да сите ово незадоволство да го раситни, а од друга страна тие да се чувствуваат безбедни во оној клиентелистичка поддршка што ја уживаат кај делот кои се вработени во администрација. Како го толкувате фактот, да речеме, 2011-2014 година имаше повеќе пратеници албанци во собранието, како што доаѓаат годините, таа бројка се намалува за 1, за 20 и така натаму. Имало 27, 26 и така натаму. Постојната констелација 20 дали албанците, граѓаните албанци се на некаков начин уморни или презаситени од она што се нуди како политичка понуда во албанскиот кампус? Не е поради понудата, него е поради несериозноста на политичките партии да ги исполнат ветувањата кои ги дават пред граѓаните. Во основа и тоа е демократијата. Да бидеш одговорен и да ги реализираш тие ветувања кои ги даваш пред граѓаните, нели? Од друга страна, ако зборуваме за 2016 година, вие знаете што се случи тогаш. Дел од албанското гласашко тело гласаше за СДСМ, нели? И како последица се случи таа промена на власт. Очекувате пак да има такво нешто? Не верувам. Албанците знаат да дават можност, нели? И во тоа време, таа поддршка, јас на неколку наврати го имам повторено тоа. Таа поддршка за СДСМ не беше директно за СДСМ заради добрите политики на СДСМ и во минатото, него верувам малку во иднината, дека вистина има реформи и овие не се тие што биле, ама од друга страна, знаете што, СДСМ почна цел овој период што има направено. Сите тие пријатели и другари кои Сашо Мјалков ги имаше во кај албанскиото етничка заедница тука, се спријателија со СДСМ. А тие не се некои баш кои имат некоја поддршка кај албанското
гласачко тело, бидејќи се работи за дилери, за луѓе кои се инкриминирани и кои треба да одговарат пред и да бидат внатре на затвора, а не да водат политички партии како што водат сега во СДСМ. Предметот Титаник 3 на СВ во кој што да речеме се обвинети Исмет Гури и Ејуп Алим е веќе при крај, да речеме уште еден сведок па завршни зборови. И власта е при крај се. Очекувате ли да има осудителна присуда во тој контекст заради тоа што некако предолго овој предмет се би се требало. процесира? Знаете што, без разлика што јас сум му противник, нели, политички противник на господинот Тачи, нели. Едно време бевме заедно во иста партија. Мислам дека не делиш правда преку тоа што за изборни манипулации тој што е осуден на неколку години затвор и членот на комисијата е господинот Тачи и Бедредин Ибраими, нели. И каде е логиката? Цело време Дуи ги краде изборите, овие 18 години, а се казните еден бивш лидер на опозицијата. Нели? И сега, мислам дека треба и во случај што го спомнавте, бидејќи тука директно се фалцификувани резултати. Нели? Тоа е уште полошо од, не знам, други кривични дела што се случија околу изборите. Треба, ама на крајот на краиштата таа логика продолжува кај Дуи. Например, во Зајас, каде што гласа Али Амети, таму се исполнети кутиите и за председателски избори. За минатите асоцирате за последните, да. Последните зборувам. Од друга страна, ние имаме и точни информации кои се проследени сегде, дека оние гласови кои гласале за Блери Мрека, тие се уништени од страна на функционери на Дуи во гласачкото место на господин Али Амети. Тоа е скандал. Во овој контекст го спомнавте господинот Бујар Османи, тој правеше некакви инспекции во поглед на почитување на законот за употреба на јазиците. Како тоа ви се чини? Како тоа го гледате? Тоа е, како да го гледате, тоа е, знаете што, господинот е добар актер и филмаџија. Целото тоа го прави цело време, нема некоја потреба господинот Бујар Османи да шета со коли, да врши таму, да прави, не знам, филмови, него има начин како тоа се средува. Тоа е дел од власта, екзекутивот, и тоа може да се направи од канцеларија преку еден допис и не мора на телефон, како што зборува сега, нели? Да се јави негде и да го гледа дека нешто прави тој. Ако зборуваме за законот за јазики, да бидеме сега, да ги кажеме работите како што се. Се знае кој точно го донесе тој закон и кој инсистираше на тој закон. Сега не е далеку минатата година, 2017, нели? Пред 2 години. Пред 2 години, кога јас цело време изјавував дека ако не има закон за употреба на јазиците. Употреба на јазиците, јас ќе ја напуштам владата, нели? Во првите 100 дена, нели? И така се донесе тој закон. Сега овие се обидуваат да ги земат заслугите за законот. Ама грешат, бидејќи знаете што? Да беше за Дуи требаше да го донесе и да го гласа тој закон, нели, уште 2002 година, кога ги доби изборите, нели. Требаше да го донесе тој закон и 2008 и 2011 ли имаше збори, 14 и така натаму. Ама не им беше тоа приоритет на Дуи и никогаш не им се бидени приоритет на Дуи ветувањата кои ги имат даено пред албанците. Знаете што, денеска ние зборуваме за, Дуи се повикува на тоа дека се партија кој произлегува од УЧК и дека се војувале и така натаму. Цената на тој што војува е слободата, не е власта, нели? Класичен демант сами себе си прават со тоа што 2001 правеле конфликт само за да земат власт и ништо друго, нели? Овие што се постигнати како резултат на тоа можеа да се постигнати преку еден политички процес, нели? Долго време Дуи ветува дека ќе има еден од главните функции председател на државата, председател на парламентот или премиер треба да биде албанец. Ама дента кога требаше да се избира албанец председател на парламентот, Али Амети не беше тука, нели? Беше Зијадин Сели, нели? Едниот пратеник кој го направи Талат Џафери председател на собранието. Како последица,
Овие се филмови нивни кои сакат да ги анимираат гласачите албанци дека ево нешто прават, а од друга страна наместо да оди и да зборува по телефон заменик премиерот, нека гледа материјалите што ги донесува владата во собрание, зашто ги донесува само на еден јазик. Заедно со премиерот, нели? Треба тие закони, тие предлог закони и секој документ што доаѓа во собранието треба да биде двојазичен, нели? Тие 60 месеци веќе поминаа, нели? Ние тоа ќе го бараме. По се изгледа ќе остане законот за употреба на јазиците да се имплементира од тие што го донесува, а тоа е Алијансата за албанците. Ние ќе ги победиме парламентарните избори и ние ќе го имплементираме истиот закон. Кога веќе Нема да правиме филмови за нешто кои се многу значајни за нашите граѓани албанци тука. Кога веќе говориме за политичката понуда, кај можеби еден дел од македонската јавност, важите за политичар кои имаат, да речеме, условно речено, најнационалистички ставови во поглед на јазични права и така натаму. Зошто на овие избори би гласал, да речеме, жител на Радовиш, на Кавадарци и на Прилеп за Алијансата за албанците? Што вие би му понудиле, а тоа секако да не е пакетот на јазични права? Говорам од аспект на тоа дека сепак нели вашата партија е етнички предиспонирана да се однесува како Алијанса за албанците. Меѓутоа, што би добил гласачот од Струмица доколку гласа за Алијанса за албанците, а да речеме дека не е албанец? Ми ја разбирате поинтата. Освен овој дел за кој вие ме прашавте и што ви одговорив, ние веќе го подготвуваме програмата за новите избори за владење 2020-2024, нели? И како прво, ние немаме веќе да бидеме дел од власта само преку присуство тука на да делиш функции, него ќе бидеме дел од таа власт која ќе прифати нашата политичка програма и платформа, нели? Нормално дека јазичните права стојат, бидејќи ние сочувствуваме со нашите граѓани македонци кога некој им вели дека македонскиот јазик не треба да се пишува како македонски јазик, него да има некој, не знам, фуснота или некоја цртичка и така натаму. Па исто така треба да се однесуваат и граѓаните македонци кон нас и тоа не е националистичко. Села е националист кога некоја политичка партија сака да прави некоја хајка за нивни интереси. Селе излезе националист 2017 година, нели, после изборите 2016, кога се правеше целата политичка хајка против мене од страна на ВМРО ДПМ, некој беше дел од власта на тоа време. Не треба многу да веруваат граѓаните во тоа. Од друга страна, јас се рачунам себе си праведен, нели? Исто, граѓаните македонци не треба да прифатат албанскиот јазик да се вика јазик кој го зборуваат на 20% секако, тоа е навредливо, да. Така. И кој е различно од македонскиот јазик. Тука е, нели, она што ние бараме во јазничните права. Од друга страна, зашто сме ние определени? Сакаме вистинска децентрализација. А тоа е и во политичката теорија. Колку што поблиску е власта до граѓаните, толку е подемократско таа општество, нели? Што придобива од тоа граѓанот во Радовиш, нели, спомнавте, еден пример, да. Со тоа што 96%, близу 97% од даноците што тој ги плаќа, идат на централната власт. И ваквиот начин на делење на даносот произведува премиери кои многу лесно стануваат после и проблем за да ги тргнеш, бидејќи менаџира со голема сума на пари на граѓаните. Нели? Ние сме за вистинска децентрализација. Не да чекат општините централната власт да ги финансира, него општините да ја финансира централната власт. Обратно, нели? Некако што е до сега. Да. Колку е потребно. Пример, општина Сарај. Нели? Сега е рурална општина и некој ќе мисли дека па во тој поглед нема да реализираат многу даноци, бидејќи тие се мала општина и нема да има многу буџет. Ама не е така. Општина Сарај го снабдува со вода цело Скопје. Само 10% од тоа природно богатство, кој на тие жители Господ им го дал, нели? Да го земат, да остане во буџетот на општина Сарај, ќе биде многу развиена општина. И други општини, значи нашиот концепт е власта за граѓаните. Би коалицирале ли со БЕСА во овој поглед? Моето директно прашање до вас.
ние сме направиле една коалиција, мислам сме поддржали Говориме за предстојниот период, да. Отворени сме за сите политички партии, со исклучок на ДУИ и све што е старо, нели? Не сакам да спомням имиња. Затоа што тоа реков дека промената кај албанското општество тука е многу важна, нели? И ако тоа не се случува, во тој случај тоа разочарување и незадоволство кај граѓаните би се дуплирало уште повеќе. Имајќи ја таа тежина и одговорност за донесување на промената, спремни сме да коалиционираме со сите политички партии кои сакат да ја донесат промената и да донесат нешто ново кај албанското гласачко тело. Со ВМРО ДПМН предпоставам би немале проблем заради тоа што велите со сите освен со Али Ахмети, ако добро ве разбирам. Не, реков за албанскиот дел. Вие да, прашавте генерално, за Беса, нели? Да, нели? да. Зборува за албанскиот дел од политички партии, а за другото прашувајте, нема проблем. Со ВМРО ДПМН да речеме како што е на локално ниво, ако не се лажам во Гостивар, имавте нели една тесна соработка? Ако зборуваме за Гостивар, не треба така тоа да го поминеме, има соработка во Гостивар. Веќе е втора година на локалната власт таму, нели? И Алијансата за албанците можеше да направи коалиција и со СДСМ таму, нели? Него СДСМ избра да направи коалиција со ДУИ, со истите тие против кои зеде глас од албанците 2016, нели? И од тоа време, цело време ги зема надлежностите на општина Гостивар. Арбен Таравари ни еден ден немат менаџирано со образование, а имат ветувано пред граѓаните дека ќе направи нешто за образование. Значи ДУИ сака да ги држи под уцена наставниците кои се вработени по училиштата во Гостивар, а за една општина поголемиот број од вработени се во тоа, баш во образование, нели? Со тоа сакам да кажам дека неколку пати, над 5 пати мене лично ми имат ветено господинот Заев дека ќе направиме мнозинство. И над 5 пати ми имат лажено. Нели? И од друга да не зборуваме за заканите и уцените кои ги имале советниците директно таму од министрот за внатрешни работи, да не дават глас за да се направи друго мнозинство таму. Значи, одбра човекот да се побратими со Али Ахмети. Па нека му е, нека го држи, ама ќе се соочува со тоа и што денеска се соочи. И сега да ја кажам, тие што придонеса, ние по секоја цена да направиме таму коалиција со ВМРО ДПМН, јас не гледам ништо лошо, ниту сум се мешал, нели? Сум сакал да има таму мнозинство, ама седнале локалните огранаци и правеле за локални проблеми, за потребите на граѓаните правеле коалиција. Видечи, да не забораваме со што се соочуваше до сега општина Гостивар. По секоја година буџетот го гласа до март. Видичи, го блокираат буџетот, ниту даваат предлог. Целта е да се блокира, само тоа. И после изгледа пред граѓаните господинот Заев таму го избра Невзат Бета. Зошто? Тој нека одговори, бидејќи цело време тој ги прави тие работи таму. Сакам да кажам дека коалицијата таму ја има направено, не има терано таму да ја направиме тоа коалиција со ВМРО ДПМН, самиот премиер господинот Заев и СДСМ, нели? А од друга страна, јас немам предрасуди пред никого. Јас се коалиционирам со таа политичка партија, реков претходно, што ќе ја прифати платформата и програмата на Алијансата за албанците. Платформа и програма која нема да биде моја, него ќе биде на граѓаните кои ќе ја гласат и со тоа ќе го направат валиден документ со кој треба да се коалиционира, ако сакаме и во иднина да излезат и да гласат албанците, нели? Промената на изборниот модел, предпоставам сега веќе не се ни разговара тоа прашање, затоа што како да пропадна тој обид да се смени. Старите политички партии сакат ништо да не се смени. Недобриот модел досега покажан дека што функционира, за кој за да дојдеш на власт не треба да убие, не знам, братот да си го убие братот како што беше било, нели, порано, или жената мажот и мажот жената, или жената синот. Недобриот досега барем систем е демократијата, нели? И околу овој поглед ние сакаме да го искористиме и изборниот закони за да имаме поголема демократија за граѓаните и за нас, нели? И да бидат подобро поставени. Како такво, мислам дека
Предлогот за пропорционален отворен модел е демократски. И треба демократијата да почне внатре од нас како партии и после, нели, да бараме и од институциите. Ние сме спремни и да, го префаќаме овој предлог. Како второ, мислам дека нас не ни треба само измени на закон, на изборниот законник, реформи ни требат. Никој веќе не зборува за тој дел од гласачите кои, кога Заев беше во опозиција, тврдеше дека се фиктивни гласачи. Каде се? Имаше или немаше? Тоа не знаем сега. Прочистување на избирачкиот список. И после излегува колку беа фиктивни, не знам. Добро се. Нема, затоа велам треба реформи, вистински реформи, а треба и попис, за да дојдеме до вистински изборни листи, нели? Околу делот за изборни единици, мислам дека се додека не се чувствуват еднакво пред институциите на безбедноста, граѓаните еднакво безбедни, немаме услови за една изборна единица. Со тоа сакам да кажам дека ако еден албанец ќе биде наблюдувач во некоја изборна единица каде што во истокот, каде што немат, нели, некои албанци и така натаму, во тој случај тие ќе бидат не бранети од полиција, може да се случи и таму би се исполнеле котиите, еднакво на поголемите политички партии. Тоа не е демократија, тоа е манипулација со демократијата. Како резултат, ако се подигне прагот, ќе падне бројот на пратеници албанци и на другите помали етнички заедници. Нели? Затоа ние предлагаме 8 изборни единици, колку што имат и 8 региони за равномерен развој. Со овие 8 изборни единици нема да се случи како што е сега, на пример, на општина да биде поделена на две изборни единици. Чаир, прва, Скопје исто така. Скопје, Битола, Дебар, Кичево, поделени се на таков начин сите општини ќе бидат во една изборна единица. Ќе се надмине овој проблемот на колку секој пратеник добива гласови. Ќе бидат исто представени со тоа што Скопскиот регион ќе произведува повеќе пратеници, 33 пратеници. Природно дека има повеќе. Да, бидејќи има повеќе жители. Според наши анализи, 33 пратеници би произведувал Скопскиот регион, Полошкиот во тој случај 20 или 19, нема да трпи некоја промена. Југозападниот ќе има околу 14 или 15, Вардарскиот ќе има 9, ми се чини, и сега не ги памтам си, тamo сме направили анализи. Да. А тоа од друга страна придонесува и до оној главниот концепт што го имаме за вистинска децентрализација, нели? Ако имаш пратеници само од тој регион, нормално дека тие пратеници во иднина би формирале и групи внатре во собранието за да придонесуваат повеќе буџет да се подели на тие региони. И нема ништо лошо од тие да ги бранат правото на регионот од каде што доаѓаат, нели? Тоа е во интерес на граѓаните. Да, но тоа би значило дека да речеме граѓаните кои што се од Скопскиот би добиле најмногу затоа што би имало 30 некако што не мора да значи, ама треба да, затоа реков, тоа е почеток. Треба да се размислуваат за меканизми после за да не може да се надгласуваат. Го спомнавте пописот, Али Ахмети осомничен за пропаднатиот попис, очекувате ли да одговара? Не верувам. Тоа е оној дел на тие пријави што се направени во негово име за да го амнестират. Не може да одговара еден председател на партија за една одлука која е донесена од колективно од собранието. Тој сега можда негово мислење зборувал со Груевски. Вистина е дека тие го пропаднале тоа. Ама уште од времето кога дојде тоа, ова е игра, дека прават нешто за да го заштитат. Знаете што, треба да се рушите концепт кај македонскиот политички блок, дека добар политичар, албанец е тој што е корумпиран, бидејќи може да го уценат и да го држат во нивен джеп. Тоа не треба да се случи, бидејќи се додека тоа се случува, албанците ќе се чувствуваат непреставувани, а од друга страна тоа ќе доведува до незадоволство и никако нема да се интегрираат после во ова општество. Сосема за крај ќе се појавите ли на лидерската средба кај председателот Стево Пендаровски? Какви се вашите очекувања од лидерската средба в недела? Да, јас имав покана од страна на председателот и мислам дека лидерските средби се здрави за општеството, ако не служат за, не знам, препукувања во таа лидерска средба, него секогаш кога има кризи, да, институцијата председател е институција која треба да ги
да свика вакви средби, нели? Нормално ќе гледаме и кој ќе биде дневниот ред на таа средба. Ваши барања за дополнително проширување на агендата, предпоставувам. Па зошто да не? Имаме што да кажуваме и ние. Сега треба да гледаме што е во агендата. Кои би биле темите, еве, чисто ако веќе ги знаете? Немам информација. Сега предпоставам дека темата би била последните збиднувања во врску со тоа што се случи не денеска, него пред 3-4 дена, бидејќи Советот на министри треба да донесе одлука за отварање преговори. А не Советот. А не лидерите, нели? Него некако тоа се користуваше политички дека ево и денеска има шанси. Не, ако денеска имаше одлука и од Франција дека ќе добиеме датум, тоа ќе се случише во ноември, кога е самитот на министрите, да. И мислам дека да, ќе присуствуваме и сакаме со тоа да даваме придонес дека ние треба да комуницираме еден со друг, да зборуваме отворено и да ги решаваме проблемите отворено. И не да не зборуваме за проблемите и после да ни се појават во налоша форма. Господине Села, ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата.